Добро вечер, јас сум Васко Ефтов, во емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие, и јас имаме право да знаеме вистината. Од вечерва, па во наредниот период, до крајот на ова телевизиска сезона, ние тргнуваме и стартуваме во нов телевизиски термин. Тоа е веднаш после централните вести на Канал 5 телевизија, секоја недела околу 19 часот и 30 минути. Вечерва ќе може да погледате две телевизиски интервјуа. Првото со големиот мајстор на големата македонска масонска ложа, господинот Јовици Угриновски, и второто со Дејан Лучич, најпопуларниот или најпродаваниот писател на Балканскиот полуостров, или како што самиот вели, најдобриот репрезент на оние добри стари теории на заговор. Ајде да почнеме интервјуто од тоа што по мене е доста индикативно. Почетокот на септември, атентат врз возачот на Владимир Путин во сред Москва. Како тоа да го толкуваме? Па ово е валда 12-ти покушај атентата на Путина, кој не е наравно успео, али сваки атентат или покушај атентата на државника е стрес за njega и упозорење да не е недодирлив. Према томе, ја мислим да je ovo po modelu rada engleske obavještajne službe i da je to preuzimanje automobila preko kompjutera, kao što je urađeno sa princezom Dajanom. Sličan atentat je izvršen i sa Borkom Vučić. Znači, kada se radi sa automobilima, onda obično to radi Mi-6. Дали е тоа порака до Путин, бидејќи гледате се зовриват веќе работиве. Веќе многу луѓе неискриено говорат дека сме на прагот на нова голема војна, дека Русија е прва на удар, дека Русија е на тапет ставена. Сега се случува атентат врз возачот на Путин, човек кој 20 години или 15 години е еден од најблиските соработници на Путин. Тоа не може да не биде порака. Посебно порака во една ваква зовриена атмосфера, која сега е на сцената, не само во Русија, туку и во целиот свет. Pa tačno je, eliminacijom Putina napravila bi se verovatno velika prezina u Rusiji, pometnja i onda bi zapadne obavještajne službe doveli svog agenta od uticaja i napravili bi neki 5. oktobar 2000. odnosno 2016. u Rusiji. Ima li plan po vas? Ima li projekt naravno za odredena destabilizacija na Rusiju? U svojoj sledećoj knjizi, ko će da izađe pred kraj godine, Profesori smrti, govorimo o toj metodologiji eliminacije ključnih ljudi u Rusiji ili u Srbiji ili bilo gde, koji su na neki način stubovi sistema. Кога според вас и што содржи тој проект за дестабилизација на Русија, ако центарот е сега Русија, гледаме дека веќе полека се прави тој обрач околу Русија. Случување во Турција, случување во Украина, проблематизирање на областа Калининград, проблематизирање на тие бочни, да речеме, периферни делови на НАТО кон Русија. Тоа е некоја цирка оддалеченост околу 600 до 700 километри, што во денешно време е исклучително мала временска, ајде да речеме и територијална граница и разлика. Тоа значи дека Москва е сериозно може да биде атакувана од овие структури. Напад на Русiju planira tajni plan napada na Rusiju koji slučajno ja znam je paralelne akcije u isto vreme sa više mesta. U Moskvi i Petrogradu treba da budu velike terorističke akcije gde bi bilo mnogo ljudi mrtvih, gde bi možda čak i Krem odleteo u vazduh, a u isto vreme bi iz severnih država, Estonije, Litvanije i nekih drugih poletele rakete i avioni, gde je ravno do Moskve 600 km, nešto više naravno do Petrograda, i to bi za čas stigle te rakete, računaju da bi 70% raketa i aviona bilo porušeno, ali 30% bi bilo, pogodilo bi neku metu i to bi uništavanje Petrograda i Moskve uz velike žrtve bi izazvalo po njihovim planovima moralno posrnuće u jednom trenutku tog ruskog našeg bratskog naroda i onda bi oni pokušali u tim trenucima, u smutnim vremenima, kako se to često kaže, da dovedu svoga lidera. Naravno da bi meta bio uvek Putin i gde se Putin nalazi.
Кога според вас може да се очекува, ајде да речеме, на таква операција на дестабилизација на Русија со можно финале со обрување од власт на Путин? Америка обично не почиње ратове док се не забере нови председник. Значи можеме да сметаме дека после председателските избори во Америка, После избора у ноември, па примо предавање на власта некаде почетокот на јануари наредната година, значи после тоа можеме да очекуваме одредена операција за дестабилизација на Путин. Пазите овако, 2018. godine по пророченima стручњака Русија ќе да буде доволно јака да не може да буде побеđена. To znači da oni moraju 2017. godine da je poslednji pokušaj u proleće 2017. Cilj je uništavanje Rusije, rasparčavanje te države i pretvaranje nje u nekoliko država s ciljem da u isto vreme se nudi Kini Daleki istok. Ovaj kavkaski deo hoće naprave Hazari koji su hteli, zbog toga je taj rat i u Ukrajini. Znači, treba Rusija da se rasparče, da se opljačka, a u isto vreme da se jedini moralni stub protivnika američkog imperializma, američkog, kažem, to ne veze sa američkim narodom, nego sa onima koji vladaju Amerikom, da bi Amerika sačuvala svoju hegemoniju nad planetom, potrebno je pobediti Rusiju, ali sledeća okolnost, što se u tu priču sada umešala i Kina, i Kina je sada počela, pojavila se vojna obaveštena služba Kine, naravno u senci, na sirijskom ratištu. Zašto se pojavila kineska obaveštena služba? Zato što je Kina napadnuta od turske obaveštene službe preko Ujgura. Znači, turska obaveštena služba, koja zvanično radi za Erdogana, u stvari radi za Amerikance, bez obzira na odanost šefa turske obaveštene službe samom Erdoganu, uvek postoji način da se on kontroliše. Znači, turska obaveštena služba obučava Tatare na Krimu, da izvrše destabilizaciju, obučava Čečene, obučava Tadžikistance, obučava sve muslimane i Ujgure, za koje na internetu piše da ih ima 9-10 miliona, a prema nekim izvorima do kojih sam ja došao ima i 120-150 miliona u Kini, što je znači oko 10% ili 8%, jer koliko Kina ima stanovnika, 1.300.000, i sve terorističke akcije koje su bile u Kini uradili su Ujguri, a iza Ujgura stoji turska obaveštena služba, a Rusi su za uzvrat podržali Kinu oko onih njenih ostrava veštačkih koje pravi. Значи, сака да кажете, нека сите овие муслимански енклави, одредени муслимански републики, кои настанале со распаѓање на Советскиот сојуз или сега се дел од составот на Федерацијата Руска, и овие одредени муслимански структури кои се во Кина, дека всушност се контролирани од турската разузнавачка служба, дека та работи преку нив и дека преку нив всушност треба да го отвори тој процес на дестабилизација на Русија или можна дестабилизација на Кина. Oni napadaju i jednu i drugu državu jer imaju kapacitet da to urade. Vi sa nekoliko tona oružja možete da aktivirate mnogo ljudi u Kini. Толку е силна турската разузнавачка служба? Pa nije to samo turska obaveštena služba, to je Amerika pozadi, to je Britanija. Znači, u principu, u svim tim muslimanskim državama ključnu reč drži britanska obaveštena služba. Znači, ceo islamski terorizam je napravila britanska obaveštena služba. Ove salafiste ili vehabije, oni su napravili još u 18. veku. Muslimansku braću napravila engleska služba. Saudijsku kraljevsku kuću od ove engleske špijunke Philby. Dobro, i kako na ta Turcija može da i se sluči to što se sluči pred 3 meseci? A može da se sluči, ko seje vetar, žanje oluju. U isto vreme postoje planovi za rasparčavanje Turske. Znači, Zapad i tajne službe Zapada postiču Tursku da destabilizuje Rusiju i Kinu, i terorističke akcije da pravi u Moskvi, Petrogradu, Pekingu, Šangaju, Hong Kongu, a onda će naravno na to da reaguju ruska i kineska obaveštena služba i onda će da krenu u destabilizaciju Turske. I Turska će naravno da bude rasprčana na više delova. U Turskoj je u istoj situaciji kao Socijalistička federativna republika Jugoslavija, što je bila 1991. godine. Model je isti. Јовица Угриновски е трет голем мајстор на големата македонска масонска ложа. Негов претходник беше господинот Живко Груевски, кој беше собственик на авиокомпанијата МАТ и на компанијата Јукан.
Прв голем мајстор на големата македонска масонска ложа беше поранешниот зет на големиот комунистички лидер господинот Минчев, кој изгради фабриката Фени во Кавадрци, а негов брат беше првиот генерален директор на Македонската агенција за приватизација, тој е господинот Владимир Чукаров. Или како што велат масоните, пара и моки одат на пара и моки. Вие сте голем мајстор на Македонската масонска ложа. На големата ложа на Македонија. Сте ги слушале сите овие моабети за масоните? Менуваат влади, владеат со светот, најмокни луѓе во светот. Би сакал да е така, ама не е така. Би сакал, можеме после да развиеме зошто. Не е така, затоа што, еве, јас сум во изворот на масонеријата на Македонија, со самото това сум имал прилика и да бидам во контакт со повеќе од 30 големи масонски ложи ширум Европа, Африка, Азија, или да 30 големи мајстори и големи ложи од Европа, Африка, Азија и Америка и Јужна Америка бидат присутни во Скопје. Тоа се обични луѓе, као и јас. Дали масоните во Македонија работат или работат за сменување на Никола Груевски? Не. Во секоја конституција на една голема масонска ложа, значи уставот на масонската ложа, две работи се изричито забранети. Тоа е дискусија за политика и дискусија за религија. И тоа се почитува. Дел од вашите масони одеа на тајни средби со Заев, една во Софија, една во Солун. Секој вторник една мала група на масони имаше средби со Зоран Заев. Зборуваме за членови на големата ложа на Македонија, бидејќи во Македонија има неколку... помали, меѓутоа тоа се... Не се тоа наши. Тие не припаѓаат. Не ваши се сигурно. Постои една голема Ви ложа обично на зимини Македонија. не разговарате, меѓутоа можам да спомнам. Директорот на Берза, директорот на една мокна автомобилска дистрибутивна компанија. Ајде да речеме синот на најбогатиот или еден од најбогатите македонци, господинот Костовски. Еден од директорите на овие пазари главни во рамки на Република Македонија. Еден поранешен новинар кој сакаше и сметаше дека треба да биде премиер на техничка влада ако се да се пред 2 или 3 години победи во рамки на Република Македонија. Тие се луѓето кои ги одржаваат тие контакти и преговараа со Заев. Затоа прашам дали масоните организирано влагаат во тој процес или тоа се само иницијативни? Не, на масонската организација као колектив, како братство, ви реков, е забранета дискусија и делување во името на политиката, во било која политика, во било кој политички смер. Меѓутоа, тоа не значи дека е забрането да членовите индивидуално бидат членови во било која политичка опција, да работат за било која политичка партија и да преземаат своји активности индивидуално. Што ќе правите? Например, гледате, тие луѓе веќе влегуваат дури во поделба на функции. Па еден од нив бараше да биде председател на Фудбалска федерација. И Заев му ветил дека ќе биде председател на Фудбалска федерација ако победат на изборите. Значи, ова не е работа која е рекла казала или работа која е несериозна, ова е работа кај што сериозно се работело на еден концепт, на еден проект. Луѓето се представува како дел од масонските ложи во рамки на Република Македонија и тоа предизвика во еден дел на јавноста кој ги разбира или кој ги следи тие работи дека всушност македонските масони се против и работа сменување на оваа власт. Во заклетвата која што ја дава секој припадник на големата ложа на Македонија стои дека ќе ги почитува уставот, законите и прописите на државата во која што делува или во која што предстојува. Така да дозволено е на секој масон индивидуално да настапува од своето политичко убедување или од индивидуална гледна точка да ја застапува било која политичка опција или било што. Меѓутоа не масонеријата како група, како братство.
како колективно дело. Може би да речеме коренот на таквото толкување може се најде во фактот дека она првична група од 20 на масони кои го почнуваат својот масонски стаж преку Белград, а подоцна нели во Лондон и се добива подоцна зелено светло, се добива светло, како што се вели, масонско 2005 година, токму од големата мајка масонска, тоа е масонската ложа во Лондон. Многу мина можеби тука ги наоѓаат причините на тоа објаснување, бидејќи Британија, Лондон бе еден од главните играчи во чадорот во рамки на ова политичка криза во рамки на Република Македонија. Поранешниот амбасадор господинот Марк Дикинсон имаше исклучително блиски односи со поранешните високи функционери на македонската масонска ложа. Тој е вклучен и ден денес во овие политички процеси, бидејќи преку Косово може да ја контролира Република Македонија и многумина претпоставувам всушност врзувањето на масоните со политичките процеси во Македонија и на страната на Заев ги наоѓаат во еден таков контекст. Не верувам или мене не ми е познато. Јас имав неколку средби за ова кратко време, за последниве 4-5 месеци со високи припадници на обединетата голема ложа на Англија. Ниеден од нив не направи ниедна приметба, ниеден притисок, нити даде било каков сигнал за било што. Ќе бидам упорен. Јас сум сепак големиот мајстор на големата ложа. Ќе си дозволам да бидам упорен. Да. Една телевизија која имаше преспано 15 години, кај што газдата на таа телевизија има службувано во Лондон, кај што главниот уредник има службувано во Лондон. И двата се или членови на ложата, или блиски до ложата, големата македонска масонска ложа. Одеднаш минатата година се разбуди од тој 15 годишен зимски сон, инвестираа големи пари во телевизијата, велат милион евра, направија програма и се ставија целосно на страната на опозицијата. Тоа без сигнал од Лондон тешко може да се направи. Да видиме реални. Не можам да го коментирам, не ми е познато. Прва пауза за реклами, останете со нас со вториот дел на нашата вечерашна емисија. Колку е потребно за среќа, колку треба за да ти игра срцето. И очите со смеа да ти се наполнат. Колку треба за среќа и мудрост, за од малку многу да сториш. Еве ме, уште учам и барам внатре во себе. И ќе ти кажам што научив. Здравието е среќа. И среќата е здравје. 80 години, Алкалоид, Скопје. Здравието пред се. Ајде да видиме какви тајни и каква мок или какви задкулисни работи крие базата Бонстил, која се наоѓа на 40 км оддалечено од македонскиот главен град Скопје на територијата на Урошевац во Косово. Што е суштината на базата Бонстил? Кога некаде 99 година почнува да се гради таа база во Бонстил, има оперативни американски планови за изградба на еден или два нафтоводи и дека всушност преку таа база првично требало да бидат заштитени тие нафтоводи или клучни стратешки објекти на американците за контрола гасоводна, енергетска на овој дел на Европа. Денес базата Бонстил поминува низ неколку метаморфози, дури смета дека арапската пролет, па дури сега ово што се сега испраќаат борци од овде на територијата на Ирак и на Сирија од муслиманска вероисповест, дека се прави преку базата во Бонстил. Која е суштината според вас на таа база во Бонстил? База Бонстил е прво било потребна да би се амерички војници кои су немци hteli да отерају, да би се негде сместили. Друга база Бонстил е место где слеќу авиони кои доносе из Авганистана хероин, кои се мака или што оне погрче кои се прераđуju и у Бонстил е испод земје, испод оно што се не види у Бонстил е оно најважнije, тоа е испод земје. Тоа е прерада дроги. И још едно, Бонстил е место где су се обављале оне све трансплантације, одузимање делова тела киднаповаnim Србима, Албанцима, Русима, Словацима, не знам кога, Украинцима. Значи, nije Žuta kuća bila mesto jedino gde su se obavljale te operacije. Bonstil je bio glavno mesto, dakle su uzimani delovi tela i iz Bonstila su leteli stalno helikopteri koji su odvozili te delove tela
koji su otimani živim ljudima. Ne uzima se, ne ubijaju se ljudi pa da im se uzimaju delovi tela, nego se samo anesteziraju ili im se naživo uzimaju, kao što su u nekim delovima, u nekim slučajevima naživo bez anestezije ljudima prorezali stomak i vadili delove tela. Znači, Bond stil je sedište zla. Колку бази русите сакаат да имат на Балканот? Една од базите се на оние грчки острови. Имаше некои размислувања дека тоа може да биде Крит, например. Според некои други размислувања тоа можеше да биде Кипар, во оној грчки дел на островот Кипар, да бидат блиску до британските бази кои го контролираат Средоземјето. Сега се говори дека во Ниш, вие велите Фрушка гора, колку има оперативни бази кои Русија сака да ги отвара? База на доле на југу Србије, на Копонику. Sa Koponika vi kontrolišete ceo Mediteran. Има ли преговори српската влада со Москва и со Русија за отварање на таква база? Не знам о томе ништо. Нисам овлашен да говорам. Што е во Ниш? Нели говорат дека во Ниш треба да биде он оперативен центар кај што би биле ремонтирани одредени хеликоптери и воздух? Важно е да постои аеродром на кој слеќу авиони. И ајде да одачам едну тајну. Добили smo od Rusa oružje, jednu vrstu psihotronskog oružja koja deluje na plodnost muškaraca. Добивте ли некој оружје од Русија? Се говореше дека многу ракетни системи, дека би можеле да бидат дојдени во Србија. Не знам о томе нешто. Uskoro ćete da vidite kad počne da puca šta imamo. Битна ли е Република Српска за Москва, бидејќи? Врло. Бидејќи вела дека некаде околу 20 до 50 руски специјалци се грижат за обезбедувањето на Милорад Додик. И дека неколку пати... О Додику брине и Мосад и Руси. Како сега одеднаш Мосад и Русите заеднички се грижат за Милорад Додик? Додик? Не заборавите да je Netanjahu i Putin su potpisali ugovor o saradnji i službi pa vrlo je bitno i Rusiji i Izraelu da ne budu u ratu kad počne rat, jer Izrael ima atomske bombe koje su opasne za Rusiju, a Rusija ima atomske bombe za Izrael. I oni neće da krenu jedni na druge, nisu ludi. Pa ne zaboravite koliko Hazara ima u Rusiji, koliko ima, ja mislim da 1,5 miliona ima Hazara, ruskih Jevreja, to su Hazari u Izraelu. Komandni jezik je bio u onom ratu sa Libanom ruski. Znači, mladi vojnici koji znaju samo ruski, ne znaju onaj njihov novi jevrejski, nisu mogli slušati komande na tom jeziku. Нетањаху во Москва изјавува пред 3 месеци дека се чувства ко дома. Наравно. Но наследба или постоја наследба со Владимир Путин, знаете. Тако е, наравно, затоа што... Кога израелскиот премиер, Русија е најбезбеднија земја за живот тежина. Израелаца. И Владимир Путин je ponudio svim Jevrijima iz Evrope i iz Izraela koji žele da dođu, da se slobodno nasele u Rusiji, jer to je najbolji način da se spase od kotla u koji će da bude gurnuta Evropa. Pa šta mislite da je Britanija slučajno izašla iz Evropske unije? Britanija sad će da spusti nos i da govori da je malan, beznačaj, da oni nemaju pojma sa islamskim terorizmom, da MI-6 u stvari ne postoji, da ne bi bila meta ruskih raketa. Оставка пред 6 месеци поднесе шефот на БНД. Помина, ајде да речеме така, многу бегло, без некоја поголема дебата во јавноста, да како шеф на мокна служба како што е БНД, кој имаше многу битна улога во растурање на поранешна СФР Југославија, кој имаше многу битна улога во формирање на ОВК или на УЧК. Па се сеќаваме некаде пред 7-8 години кога агенти на БНД беа апсени од Хашим Тачи, кој конфликт помеѓу ЦИЕ и БНД се случи доле на Косово, значи исклучително мокна служба е БНД, со битно влијание не само на Балканот, туку и во Грција и во делот на Југоисточна Европа, и шефот на БНД во услови на ваква завриена атмосфера, конфликти кои се очекуваат во Русија, конфликти во Турција, бегалска криза, врие во Европската унија, поднесе оставка. Зошто? Nije on podneo ostavku, nego mu je naređeno da podnese ostavku da ne bi bio smenjen.
Njegovo ime zvanično je Schindler, međutim, ja sam otkrio da njegovo pravo ime, prezime je Rothschild. I on je radio ono što je Rothschild želeo. Znači, naseljavanje dodatno u Nemačkoj sa 1,5 miliona muslimana, zajedno s Angelom Merkel, koje je pravo prezime Kastner. Oboje su Hazari. Hazari se dele na patrioti i izdajnike u svim zemljama. Steinmeier, koji isto Hazar, ministar spoljnih poslova, je za dobre odnose sa Rusijom i taj lobby patriota u Nemačkoj je smenio tog Schindlera ili Rothschilda i doveo novog šefa BND-a, jer je ovaj bio toliko marioneta američka da je to bilo neprijatno i štetno po državu i moglo da izazove sukobe u samoj Nemačkoj. Oni priznava дека се прислушкувани телефоните на Merkel Меркел oni ne smiju da zucnu. Ne zaboravite da je Nemačka okupirana zemlja. Angela Merkel nije smela ni da se buni kad su joj prisluškivali telefone, jer ako bi se bunilo, to bi značilo da nešto krije. Najviše se diže galamu kad ga neko prisluškuje ko ima neke tajne. Onaj ko nema tajne, on njemu ne smeta prisluškivanje. Zato se ja ne sekiram što 7 službi sluša moj telefon. Zato li je smena šefot na BND? Jeste. I polako se radi na tome da se Angela Merkel pomeri i da se promeni garnitura, jer velika verovatnoća može da se razvije ideja i već je začeta u istočnoj takozvanoj Nemačkoj, da se istočna Nemačka, koja je nekada bila u sovjetskom bloku, da se odcepi od zapadne te Nemačke, od Nemačke, da bi se izvukla da ne bude spržena. Jer u istočnoj Nemačkoj uopšte ne žive Nemci. To su germanizovana slovenska plemena. Sasi, Borusi, setite se fudbalski klub Borussia. Totemska životinja Borusa ili Prusa je medved. I zato se u Berlinu, koji se nekada zvao Berlin, dodeljuje zlatni medved za najbolji film. Medved je totemska životinja Rusa i totemska životinja Borusa ili Prusa. I još jedan narod tamo postoji, to su Lužički Srbi. Muž Angele Merkel je Lužički Srbin. A da li je Srbin ili Lužički Srbin, to je potpuno svejedno, jer lužnjak je kisela šuma, kiselo drvo, hrastova šuma. Ti Lužički Srbi su bili nekada veliki narod, ali su ognjem i mačem pretvoreni u Nemce. Znači, ko nije hteo da bude Nemac, ocikli mucom u glavu. Znači, ista metodologija ko Turci. Ајде да откриеме некои пикантности кои не се познати за пошироката македонска јавност. Големата македонска масонска ложа е формирана 2005 година во скопскиот хотел Александар Палас. Денес е составена од 4 помали масонски ложи. Седиштето на големата македонска масонска ложа се наоѓа во трговскиот центар Зебра на почетокот на населбата Капиштец. Зошто масоните велат дека владеат во светот, а пропаѓаат во рамки на Република Македонија? Имате ли некој логичен одговор? Prvo, ne sum ubeden дека владеат со светот или во светот, а исто така не сум убеден и дека пропаѓаат во Македонија. Ние делуваме по истите принципи, по истите масонски правила како било која голема ложа голема ложа во светот. Не сум приметил дека, иако меѓу масоните во различити големи ложи во Европа, поготово во Африка, се на многу високи, големите мајстори се на многу високи позиции. Например, чак имате и масон председател на држава во Африка. Неговото делување е како индивидуа. Сигурно дека он ги внесува и масонските принципи во неговото делување, меѓутоа ложата, чии што он припадник, не стои целосно зад него. Во неговата ложа има и припадници од опозицијата. И ми беше смешно, и дискутиравме на таа тема, нели? Они се браќа, иако еден од членовите му е љута опозиција, а он е председател на државата и голем мајстор на таа ложа. Ова е, например, листа на должници. Број 10 од 2016 година. Овие најголеми македонски должници што должат на УЈП. Тука на ова листа, меѓу првите 100 ќе се најдат барем 10 големи играчи, членови на македонската масонска ложа.
Не навлагам во финансиските долгувања Затоа или финансиското ве прашав работење. дали масоните владеат со светот, бидејќи ако велат дека Америка е формирана од масоните, ако масонскиот главен знак се става на доларок, ако се става или се дава заклетва на масонската Библија, секој што станува председател на Соединетите американски држави, тогаш е просто фрапантно да речеме големите масони да се најголеми доложници во рамки на Република Македонија. Впрочем, вашиот претходник, господин Груевски, пропадна авиакомпанијата МАТ, ако не се лажам. Затоа ви го постави прашањето дали масоните владеат со светот, со светските финанси, пропаѓаат во рамки на Република Македонија. Не верувам, ако владеел со светот и така, иако бил толку моćен, веројатно би си ја задржал империјата, Матити, Јукан и така натаму. Тоа е комплетно антитеза на ова. Не велам зашто пропаѓаат, ако се мокни, ако владеат со светот, ако Точно ги имат тоа. тие релации добри, ако, например, ги правеше сите тие кастинзи за оној молитвен поедок ке американските председатели, а подоцна тоа беше прва фаза за луѓето да стануваат членови на македонската масонска ложа, одеднаш огромен број на масони пропаѓаат финансиски. Можеби на тоа се должи и тоа дека масоните се борат против или се борат за промена на оваа власт. Не. То сигурно не е, децидно го кажувам. Масоните поддржуваат било која власт. Масоните поддржуваат демократија, демократски избори и било која легално избрана власт. Тоа е, така сум се заколнал јас, така се заколнале сите членови на Со нашата цела браза. историја на масоните, со правење револуции, од Ататурк тука на Балканот, Караѓорđević, Да, ама правело Обреновичи, револуција Ататурк, а не масонската организација во Млада која што турска бил. револуција и така натаму. Ама тоа го Тоа е правел примен Ататурк. во Битола и во Солун во тие масонски ложи и така натаму и така натаму. Со Италија, со Франција, со оние ајде да речеме Тоа е промени точно. во Велика Британија, Америка. Значи, историјата на масонството каде да чепните, всушност ноѓете или на убиства, или на преврати, или на револуции. Така да знаете, ова малку ми делува чудно кога речете масоните не прават ништо и тие се лојални на секоја власт. Да, лојални до одреден момент. Тоа знаете она приказна како кралот и принцот. Принцот е син до 18 година, после 18 години е Ривал на кралот. ривал на кралот. Така и со масоните. Масоните Ататурк, Вашингтон, Теодор Рузвелт, сите тие делувале како индивидуе. Тоа што биле масони можда им било плюс. Масоните во своето масонско делување ја застапуваат демократијата во било каде. Предпоставувам да ако е Ататурк имал можност да делува, он делувал по масонски принципи. Меѓутоа, зад Ататурк не стоела неговата ложа. Стоел Ататурк како индивидуа, кој што случајно била масон. Пред една година се случи еден сериозен инцидент кој според моите сознања сериозно затресе македонската масонска ложа, тоа е дека ви се самоуби еден член поради долгови. На патот кон Дебар, на патот кон Охрид, во наводници од неразјаснети причини излета од патот, подоцна истрагите покажа дека се самоуби. Зет на еден многу познат висок владен функционер во 90-тите години почина наодамна. Вела дека тој млад член на македонската масонска ложа побарал помош од браќата масони, кога тоа не му било излезено во пресред, решил да си го одземе животот. Тоа е растреса македонската масонска ложа. Можете нешто околу тоа да кажете? Званичната верзија за ова е дека е несреќа. За другото не би сакал да шпекулирам. Верувате ви во тоа? Немам причина да се сомневам. Станува збор за големи долгови. Долговите се нешто што е индивидуално. Нити сум го истражувал тоа, нити сум навлегол во Побара тоа. помош од браќата масони? Од мене не. Некој околу вас што е? Не ми е познато да ми некој кажа. Сакате ли да искоментирате еден факт? Може да одбиете, нели? Имате право да одбиете како секој во интервју. На локалните избори 2013 година Јани Макрадули, велат масон,
губи во општина Центар, градско дете, потекна од општина Центар, гради кариера како центарско дете, некаде со повеќе од 1500 гласа разлика, дури можам точната цифра да ја кажам, 14.509 за Коце Треновски, 13.095 за Јани Макредули. Значи, во општина Центар, не во Газибава кај што е роден и кај што живе Коце Треновски, туку тамо кај што живее Јани Макредули. Масон и така убедливо победен во општина Центар, кај што, например, Жерновски го победува против кандидатот од ВМРО ДПМН. Погрешна ви е информацијата. Јани Макредули не е член на нашата голема лож. Сигурен сте? 100%. Па да сум на ваше место, јас би негирал и би се срамил дека може имам таков масон во мојата ложа. Одговорно изјавувам дека он не е член на големата ложа на Македонија. Тука треба да разјасним една работа. Точно дека Јани Макредули беше кандидат да биде член на Македонската масонска ложа. Дури беше ставен и во процедура на предлог на два големи и видни масони, беше ставен на гласање да стане член на Македонската масонска ложа. На тајното гласање за Јани Макредули во бубањот или во кутијата беа уфрлени 3 црни топчиња. Тоа значеше дека не само што Јани Макредули не може да биде избран да биде член на Македонската масонска ложа, туку за стално, ако веќе имате еднаш добиено 3 црни топчиња, веќе никогаш повеќе не може да бидете кандидирани од било кого да бидете избрани во регуларната македонска масонска ложа. Тоа говори добро за македонската масонска ложа, бидејќи замислите, почитувани гледачи, еден играч или еден лик од типот на Јани Макредули, кој едва и победи во своето избирачко место, само со еден глас разлика го победи Коце Треновски, да биде член на големите масонски ложи. Гледате, Коце Треновски на некој начин е пипс за овие против кандидати, што му се за град Скопје. Па и Трифон Костовски се откажа без борба, а е член на масонската ложа, единствен кандидат во досегашната историја, кај што како градоначалник не трчаше за втор мандат градоначалник на Скопје. Се откажа бидејќи имаше мизерен некој рейтинг од 3-4%. Испаѓа дека Коце Треновски, како некој масон ќе му излези или сака да му излези на контра дуел на гласање, го победува без малку со 100-0 разлика. Го погодил пулсот на народот. А вајда и вреди. Ајде да видиме дали и како бе убиени Гадафи, Осама Бин Ладен или Садам Хусейн и некои други пикантности и пикантерии од тие големи теории на заговор кои се интересни ширум светот. Во неколку ваши интервју велите дека Саркози е човек кој е под контрола на американските служби. Саркози е комбинација маđarskog Хазара и солунских сефарда. Солунски, значи Солунски, Тесалоники. 160 и висок. И негов отец kad se venčao, pa se njegova majka, Sarkozijeva majka kad se razvela, ona je se preudala i povela ga sa sobom, a onda je njegov, kako se zove, očuh bio Vizner u sledećem turnusu. Vizner stariji, Frank Vizner stariji, koji je izvršio samoubistvo u svojoj kući lovačkom puškom kad je otkriveno da je bio korupcionaš, a inače taj Hazar Vizner je engleski agent od uticaja koji je pravio američku CIA. I u sklopu pravljenja CIA je napravio jedan program pravljenja lidera budućih u Evropi, pa je mali Sarkozy dobio stipendiju za Columbia univerzitet koji nije mogao da završi jer nije naučio engleski. I onda je vraćan u Francusku, završio tamo neki fakultet i ubačen je u neku degolističku stranku gde se krčko, dok mu Izraelci i CIA nisu potpomogli da postane ministar unutrašnjih poslova Francuske i kao ministar unutrašnjih poslova Francuske imao je priliku da glumi Napoleona i da kaže ne, ja ću da branim Pariz kojeg pale Arapi, pa Arapi su ludaci, svi muslimani su loši, rđavi, zli, a Francuzi su progutali mamac i rekli, jao, mali jevrij Sarkozy je dobar Francuz, on će zaštititi naše interese, on će sprečiti islamizaciju. I naravno, to vam je bila teza. Sarkozy, muškarčina, sledeća faza Sarkozy postaje predsjednik. I prvo što radi Sarkozy organizuje napad na Libiju, jedan zločin, a Sarkozy je bio finansiran od Gaddafija, kao što i Berlusconi bio finansiran od Gaddafija i mnogi drugi. Ubija Gaddafija. Zašto je ubijen Gaddafi? Ona zvanična verzija. Gaddafi je eliminisan zbog toga što je pravio zlatni dinar afrički, hteo da eliminiše dolar
i pravio je afričku vojsku i pravio one reke ispod zemlje, napravio je kanale za dovod vode ispod cele Sahare i počeo da proizvodi hranu koja je izbacivala 3 žetve godišnje. To vladarima iz Senke nije odgovaralo i onda su ga maknuli. Oteću vam tajnu. Ono što smo mi videli da umire Gaddafi, to je po velikoj verovatnoći njegov dvojnik, kojih je imao mnogo, jer je zvanični avion Gaddafijev, kad je počela gužva u Libiji, odleteo za Liban. Kao što smo videli da neki Saddam Hussein sa brkovima je obešen, a ne znamo da li je to jedan od 15 njegovih dvojnika, i kao što smo videli neku plastičnu masku Osame Bin Ladena za koju su nam rekli da je to mrtav Osama Bin Laden i da je posle toga sahranjeno njegovo po islamskim običajima u moru. Ja ne znam da se muslimani sahranjuju u moru, ali znam posle toga da su svi ovi komandosi američki koji su učestvovali u takozvanom ubijanju Osame Bin Ladena eliminisani u raznoraznim helikopterskim ili drugim nesrećama, da ne bi mogli da govore istinu da nije bilo nikakvog ubijanja Osame Bin Ladena. Sve je laž, sve je obmana, sve što čitate u novinama, sve što vam pričaju ti glavni mediji, morate uvijek da kažete čekaj. Oni uvek lažu. Da vidimo sad ovo novo što pričaju, da li lažu. Sve terorističke akcije u Francuskoj, od Nice, od onog napada na onaj Charlie Hebdo, onaj satirični list, napade na kafiće i ostalo, fudbalske, sve su to false flag operacije koje je radila francuska obaveštajna služba koja se zove DGSE. Koje je zavrvalo svojevremeno Tačija u Rambujevu po nalogu američke obaveštajne službe, odnosno unutrašnje grupe koje kontroliše CIA. И што ќе се случува во Франција? Ке дојде Саркози на власт во Франција, се уште ли рано за Ле Пен, и што ќе се случува со тие односи со муслиманите во Франција, кои се веќе некаде преку 20% од вкупното население во Франција. Пола репрезентација, ако не и повеќе, име со муслимани во фудбал и во кошарка. Sa celom Evropom se krčkaju dve varijante. Ili će da krene Evropa u neki rat protiv Rusije, što ne postoji nikakva volja ni kod Francuza, ni kod Nemaca, ali ko ih uopšte i bilo šta pita. A druga varijanta je uništavanje Evrope građanskim ratom između muslimana i hrišćana, što je sve već organizovano. Sećate se, ona je moja knjiga Islamska republika Nemačka koja je izašla 1999. godine, koja je danas aktuelna, gde sam ja ispričao priču do dovođenja priče dok ne bukne građanski rat. Iza muslimana u Turskoj, u Nemačkoj recimo, ko stoji? Iza salafista, kako je zovu vehabija, stoji engleska obaveštajna služba. Iza sivih vukova stoji turska obaveštajna služba, iza neonacista stoji Mossad. U Francuskoj iza ovih nacionalista ili patriota stoji katolička crkva, a iza muslimana stoje ostale obaveštajne službe koje kontrolišu po celom svetu muslimana. Pazite, muslimani nigde ne sprovode sami terorizam. Nisu muslimani agresivni, nisu muslimani ludi, nisu Albanci ludi, nego im neko gurne šargarepu i kaže, jao, dobit ćeš lovu za to. Pazite, zamislite s koliko malo para vi možete da iskoristite da napravite razne terorističke grupe na Kosovu. Pazite, onaj napad na Makedoniju koji je organizovan. Za mene je to agresija Kosova na Makedoniju. I morate da naučite da nazivate stvari pravim imenom, jer kad nazovete stvar pravim imenom, dobijate prave odgovore. Znači, Kosovo je napalo Makedoniju. Nisu neki ludi teroristi došli, potplatio ih ovaj, potplatio ih onaj. Jeste, neko od Makedonaca platio da mu neko ne padne državu. To su te manipulacije. Uvek gledaju da optuže da smo mi sami krivi. Mi Srbi smo izazvali raspad Jugoslavije. Ludi Milošević je napao. Ludi Hitler je napao Rusiju. A Hitler, unuk Solomona Majera Rothschilda. Kako se zvao i ovaj direktor BND-a koji je nedavno podneo ostavku. Дали дел од македонските политичари или дел од крупниот капитал во рамки на Република Македонија, може би се членови на македонската масонска ложа.
Имате ли политичари масони? Има. Велите имате само за големата ложа. Еве има ли во големата ложа политичари масони? Има. Među členovite ima političari, ima bankari, ima biznismeni, ima službenici, ima poštari, ima električari. Od koja god da spomenete profesija, imame členovi. Вообичаено нели да се смета дека најмокните луѓе, најбогатите луѓе се членови на масонската ложа. Од овој список на 10 најбогати македонци, можеме ли да најдеме луѓе кои се членови на масонската ложа? Може. Може ли некој име да кажеме или се уште го почитувате тоа право? Немам тоа право. Според моите информации, досега највисока функција што имал некој масон во последните 25 години во Република Македонија било председател на собранието. Има ли масон кој обавал и повисока функција од председател на собранието, а јас да немам, да речеме, информација за тоа? Јас немам информација дека председател на собранието бил масон, пошто масонството во Македонија званично е од пред 10 години. Толку е стара нашата голема ложа. Па добро, значи 2006 година одговара. Сигурно имате информација. Вела дека масон со потекло од Кавадарци, млад бизнисмен, директор на една од најголемите македонски компании, е фаворит на масоните за еден премиер на Република Македонија, ако не сега, тогаш во наредниот период. Не. Такви разговори, такви муабети не се правени. Тоест, децидно, званично ви одговарам. На ниво на телата, на организираните тела унутар големата ложа на Македонија, такви муабети не само што не се правени, него се забранети. Ако, увек постои едно ако дотичната индивидуа одлучи да се кандидира, одлучи без обзира на која функција, наша братска должност е да го поддржиме или не, зависно од моето политичко убедување. Мислев на хрватскиот модел, кај што доаѓа господинот Орешковиќ како бизнисмен од гигантот Плива, во моментот кога не може да се формира влада, некоја форма на широка влада, тој доаѓа на чело на таа влада. Кратко трае, меѓутоа доаѓа на чело на таа влада. Значи за таков модел ве прашав, а не да се кандидира во име на некоја политичка партија, туку да биде одреден кандидат кој би дошол на некоја преодна, техничка, концентрациона, широка влада. Ако не сега, тогаш во некој период. Тоа сигурно не е дискутирано. Ако чујам дека некој званично го тоа дискутира во некој од нашите ложи, моја должност е тоа да го пресечам и да го санкционирам. Знаете за кого станува збор, за кого ве прашам? Да поставувате? Да. Има ли амбиции, што мислите? Не сум го прашал. Зашо разговарате, господине Угриновски, тамо на таа масонска ложа, ако не прашувате за политика, ако не разговарате за ова, ако не разговарате за пари, ако не сте влијателни, ако не сте мокни, сигурно не разговарате за временска прогноза. Понекад и за временска прогноза, меѓутоа овие теми воопшто не се званично разговараат. Велите сте имале средба со 35 големи мајстори, сте имале во изминатиот период кога сте избран повеќе кратна комуникација со главната масонска мајка ложа во Лондон. Сите овие разговори за голем конфликт кој не очекува, па дури ајде да речеме во некоја форма на Трета светска војна која е многу интензивна, таа приказна по последните 2 или 3 месеци, какви се сигналите кои доаѓаат до вас? Има ли застрашувачки елементи кои треба да ја застрашат македонската јавност дека нешто можеме да очекуваме? Такви елементи во разговорите не сум насетил, нити ми биле инсинуирани, нити директно, нити индиректно кажани. Навистина нема да верувате, меѓутоа овие теми не се предмет на нашите разговори. За илустрација ќе ви кажам, наредната година во Мадагаскар се одржува светска масонска конференција.
Тоа значи дека представници од сите регуларни и признати големи ложи ќе бидат присутни во Мадагаскар. Темата на конференцијата, дали знаете која е? Бијки. Тоа можам да го кажам. Темата е климатските промени, одржливи извори на енергија, обновливи извори на енергија и така. Значи, тоа е нешто што го боли целиот свет, па и нас како масони. За тоа ќе се дискутира. Не политика, не религија, не некои други, да речам, овоземни. За кого навијат масоните, за Трамп или за Хилари Клинтон? Мене, ако ме прашате како Јовица, ќе ви кажам за кого навивам, а ние не сме го ставиле на тема да дискутираме, нити би го дискутирале. Али јас имам право како индивидуа да навивам. Голем дел од... Мене ми е интересен Трамп. Интересен ви е? Да. Добре, мене ми е интересен. То не значи дека ќе победи. Мислам дека не значи дека ќе победи, али Америка заслужува да има еден Трамп. За председател? Да. Подобро. Ќе биде интересен. Од устата на голем мајстор на масонската ложа, ова има една тежина. Не, од мојата уста. Вие знаете, поголем дел од амбасадорите кои беа во Република Македонија, и господинот Хил, и господинот Трикер, припаѓаат на таа демократска провиненција во рамки на американската политика. Дури имаше одредени, ајде ги наречеме шпекулации, дека господинот Хил во периодот кога доаѓа на власт Обама, има шанса да биде, ако не државен секретар, тогаш заменик на државниот секретар. Тоа значи или министер за надворешни работи, или заменик министер за надворешни работи на Америка. Значи тоа е таа линија. Па дури вела дека во текот на летните месеци оваа година, тројца од тие големи демократски амбасадори во рамки на Република Македонија имале средба со еден ваш виден член, господинот Пешев, тука во Скопје, кај што правеле одредени политички анализи, кај што биле задоволни или незадоволни од опозицијата, задоволни или незадоволни од власта. Затоа и ве прашав дали сте разговарале на таа тема. Еден од тие амбасадори што ги споменавте, господинот Филип Рикер, беше многу добар пријател. По моје сознание не е член, бар не се декларирал дека е член на масонска организација. Ден денеска одржуваме пријателски и пристојни контакти. Никогаш за политика не сме разговарали. Масоните, значи, нема да дестабилизираат Македонија, Македонија мирно да спие. Така да заклучам од овој наш разговор. Ако е најголемиот баук што и прети на оваа земја масонското движење, спите мирно. Како функционира, како се финансира Сорос и целиот тој спектар и целиот тој систем на невладени организации кои денес владеат не само со Балканскиот полуостров, туку и со целиот свет. Моделот кој денес преку тој систем или спектар на невладени организации се прави во Македонија, на Балканот, па и во светот, всушност се тестиран тука во Србија. Тако е. Преку отпор, преку рушење на Милошевиќ, преку целата таа структура или лепеза А оно што на невладени најинтересантнije организации. е Сорос е довела Мира Марковиќ. Супругата на Милошевиќ. И они слушали Милошевиќ. Добро, зошто е, например, Будимпешта одбрана? Па Тоа секој се опоставам прашање. Зошто е Будимпешта одбрана да биде центарот кај што се финансираат тие првични Прво активности да на се Сорос? подсетимо да е Сорош, негов право презиме е Шварци и да е он из Маđarske, Хазар, и да био сарадник нациста. Он je u stvari ratni zločinac, jer je učestvovao u pljački imovine Jevreja ili Hazara, koji su inače došli u Mađarsku zajedno sa Mađarima u 9. i 10. veku. Tako da je cela Mađarska i Orban, predsjednika Mađarske, Hazar, je apsolutno pod kontrolom Hazara i oni ne dozvoljavaju da Mađarska postane islamizovana, jer oni imaju nameru tu da dođu i u sklopu toga su njihove pretenzije prema Vojvodini. Zbog toga je Soroš pustio korene tu jer mu je to mirna baza, tu ga niko ne dira. Tu kontroliše i Mađarska obaveštena služba, kontroliše celu Mađarsku državu i to mu je baza za delovanje i prema Rusiji, i prema Balkanu, i prema... Pazite, i ne zaboravite da je i italijanski predsjednik vlade Rothschildov, odnosno Sorošov čovjek, i da je francuski Hollande, predsjednik Republike, i Valas, koji je španski jevrin prikriveni, to su oni Marani, to su jevreji koji su prešli u katoličanstvo i zovu ih Španci Maranima.
gradonačelnica Pariza je, ako još isto Maranka, tako da su na svim ključnim mestima se nalaze njihovi agenti od uticaja, a Mađarska je sedište iz koga i obavešteno se dela. Pa je tako delovano. Tamo je napravljen i fakultet za pravljenje špijuna. U Mađarskoj ima taj Sorošov fakultet gde se uče strani jezici za pripremanje operacije prema Rusiji, prema Srbiji, prema Balkanu. Preko ta struktura koja je finansirana od Soros, otpor, danes imamo odredeni reslovi koji se prisutni v Makedoniji. To je model preslikan v Makedoniji, v odredeni elementi duri 100%, v odredeni elementi se vodi smetka za odredeni, ajde da rečeme, karakteristiki na samата makedonska konfiguracija, međutim modelot je toj. Sistemot na nevladine organizacije je toj, Soros je toj, znači sve što bilo prisutno u Srbiji pred 15-20 godini, danes je prisutno u Makedoniji. Duri luge to sisti, Srđa Popović, na primjer. Pazi, taj Srđa Popović i ta njegova Kanavis, ili kako se zove, to je teroristička organizacija. I to treba tako tretirati zakonom, pohapsiti tu organizaciju i sve te ljude, to su teroristi koji vrše prevrate, koji su vršili prevrate u Ukrajini, obučavali da se obučavaju. Znači, to je rasadnik terorizma. Predava, su centri za obuku. Znači, predava čovjek od povije vrni amerikanski univerziteti. Naravno, ali pa Amerika pravi ISIS. Работена на Стратфорд, znači koji pravi ovije strateške analizi kako treba da delova Amerika v naredните 10-20 godini, to što go čitamo ili kako odredene analizi na CIA. I znači to je ta struktura koja je veke 15 ili 20 godini finansijski zakačena na Soros i parite na Soros. Stalno ponavljam, stvari treba nazvati pravim imenom i kad ih nazovete pravim imenom, onda znate što treba da radite. Znači, otpor i sve te organizacije, to je u stvari vrsta terorizma. Dobro, što je za vas Soros? Šta je Soros? Da, što je za vas Soros? Asocijacija na što? Soros je ideolog. On je kultna ličnost. On je kao što je bio Trotski, kao što je bio Lenin. To su agenti od uticaja koji više ne moraju ništa da rade, ali mašinerija radi. Postoji piramida koja funkcioniše i sve se podmazuju s pomoću novca. I svi ljudi su spremni da poginu za veliki novac, mali ljudi su spremni da poginu za mali čovjek, a budale su spremni da poginu za obećanje. Ima li Soros mnogo pari? Raspolaga su svoj ili raspolaga su tugi? Gospodine, pare su virtualna stvar. Pare se štampaju po narudžbini. Koliko vam treba dolara, pustite mašinu i ona odštampa dolare. Ali uopšte se ne manipuliše sa pravim dolarima, papiratim dolarima. Manipuliše se i vlada sa svetom uz pomoć elektronskog dolara koji ne postoji. Znači, ja vama kažem, gospodine, molim vas da pričate to što ja želim i da radite na razbijanju Makedonije i vi ćete dobiti u Berkeley banci 10 miliona dolara. A kad se završi posao, dobit ćete još 10 miliona dolara. Vi radite sve što treba, odete u Berkeley banku, oni kažu da, imate 10 miliona, ali ne možete da podižete dok ne završite posao, ne znam kakav je, takav vam je ugovor. Vi kažete, ok, imam 10 miliona, a završite posao u Makedoniji, oni vam kažu, evo, sad vam puštamo 5 miliona, ali gledajte da ne budete primačeni da imate taj novac, jer, znate, vi živite u Makedoniji, narod je siromašan, Albanci mogu da vas kidnapuju, imate decu, bolje da budete low profile, da se ne primećujete, možete kupite bolji stan i auto, da se ne primeti, i vi potrošite 500.000. Vi imate virtualni 4,5 miliona i u perspektivi 5 kad se rasparča Makedonija. Kad se rasparča Makedonija, vas gazi auto. Ili odradi neka avionska nesreća, kao što je ubijen makedonski predsjednik, ili rakovi kao što su ubijeni Drnovšek u Sloveniji, Franjo Tuđman, Gojko Šušak, Ali Izetbegović, Rugova, rak, Hugo Chavez, malo uranijuma i čovjek dobije rak. Imaš čoveka, imaš problem. Nemaš čoveka, nemaš problem. Tako je govorio tovariš Stalin, dok ga Lavrentije Berija, njegov najudaniji policajac, nije otrovo mišomorom, a Stalin nije otkrio da je Lavrentije Berija 1922. godine i, mislim, ili 20. regrutovan u Turskoj za britansku obaveštenu službu. I razlog za likvidaciju Staljina je bilo što imao namjeru da preseli Hazare iz evropskog dela Rusije na Daleki istok. Onda je Lavrentije Berija dobio
direktivu iz ambasadero Engleske ubi Staljina. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија. Останете со нас, погледнете ги рекламите и подоцна ќе се вратиме да одјавиме емисијата. Колку е потребно за среќа, колку треба за да ти игра срцето. И очите со смеа да ти се наполнат. Колку треба за среќа и мудрост, за од малку многу да сториш. Еве ме, уште учам и барам внатре во себе. И ќе ти кажам што научив. Здравието е среќа. И среќата е здравје. 80 години, Алкалоид, Скопје. Здравието пред се. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Како што можете да приметите, ние вечерва стартуваме во нов телевизиски термин, некаде после 19 часот и 20 минути, 19 часот и 25 минути, значи веднаш после централниот вестник на канал 5 телевизија. Значи во иднина, во овој термин, ние ќе се гледаме до крајот на следната календарска телевизиска сезона. Идната недела се гледаме во истото време, а до тогаш јас ви посакувам пријатно вечер Македонијо, каде и да сте.